Камениот венец, белегот на Охрид, кој му ги чува убавините и тајните со векови, е Самуиловата тврдина, без која не може да се замисли неговата урбанистичка физиономија. Оваа средновековна фортификациона градба, првично изградена од македонскиот крал Филип II, а именувана според доминантниот период на владењето на царот Самуил, кога блескавиот Охрид неслучајно беше неговата царска престолнина. Во големата археолошка истражувачка експедиција, отпочната во 2000-та година, скапоцените наоди уште еднаш ја потврдија светоста на нашата земја. Златната маска и златната ракавица, датирани од 5 век пред новата ера, заедно со останатите скапоцени артефакти од времето на така наречените златни векови на Лихнит, се покажаа меѓу најдобрите амбасадори на Македонија во светот. Историската улога на Самуиловата тврдина завршува со Джеладин Бек, кој како самостоен феудалец владеел со Охрид во крајот на 18-тиот и првите децении на 19-тиот век. Во јужниот дел бил изграден неговиот дворец, познат под името Горни Сарај. И токму тој гореше во пламен од раката на неговата прва сопруга Сабие, заради легендарната робинка Ташула, силум омажена за бегот, чедоморката која ја пресече извалканата крв на својата лоза. Осаменото турбе, што се издвојува со својата белина, непосредно до црквата светите Климент и Пантелеймон, се уште ја крие мистеријата за судбината на неговите сопственици, веројатно бегот, Ташула и нивниот пород. А легендата ги инспирираше уметниците да ја опеат и овековечат нејзината судбина во повеќе гениални дела. Се надеваме дека балетот Охридската робинка Ташула еден ден ќе осамне на Охридската сцена заедно со античката Медеа, Шекспировиот сон на летната ноќ и секако Ромео и Јулија, во која токму овде одигра улога и нашиот драг гостин и домакин. Ги чекаме повторно под звездите и вечерните светла, онаму каде што треба да продолжат да живеат, во срцето на античкиот амфитеатар. Да се биде трагичен и комичен е подеднакво и тешко и вешто. Но кога талентот е врвен, пристапот искрен, а вештината безпрекорна, тогаш играта е леснотија. Блазесени што сме во друштво на мајсторот, кому кармата му врати океанот позитивни бранови. Едноставно луѓето го сакаат заради талентот и искреноста на детето кое секогаш игра во него. Мудрите лудори продолжуваат во мастрафот покрај езерото, кој овој пат е закачен за јадицата на нашиот инструктор. И јас сега сакам да ти покажам чисто демонстративно од прилика како одит една приказна за риболов. Јас уште кога ги фатив преска јадиците ме зачеша крастава. Да станам и ја треба? Да, нормално. Како ќе кажете дага? Севте што правиме го клаваме овде така. Закачи ми. Се разбира, јадица 6. Да беше април ќе ставевме риба. Јадица 6, олово 20 грама. Малку е овде невообичаено, дримски везгови кај месова. Што значи тоа? Е начинов на врзување долу. Долу е оловото, горе јадицата. И вака. Отвараме. Море. Ама ти дојде душа на место, признам. Чути, ама. Маме, имав и сега гледај што да знаеш како да фрлиш. Ајде. Одавде до Месопотамија. Не ни виде кај па. Нижи ми се не гледам каде. И сега гледаш вака затегнува, опа, затегнавме малку. Добро. Оставаш јадицата и сега малку по малку повлекуваш, гледаш да ја осветли врвот, так. Чекај прво. Го гледаш? Не гледам. Абе, тоа море овде. Ете го, готово. Е, вака знај да... Готово. Ама ти си научен на сонце, тебе сонцето не ти смета. Јас се... Како ќе одам на риби, ништо не ми смета. Ама гледај, јас се борам. А гледаш, а на празна јадица не е чудо. Не. Тоа е од прилика да, како да ти кажам, и сега, например, ако за игра, треба да правиш низанок, и опава то...
Дојди вамо. И шо мамеците? Ларва, гасеница, джигер, рипче, лепна зденка. И се пак намерно ми правиш вака да не црв, не мисле, ама джигер кога ми рече, Джигер пилешки. ми се прија. Джигер си пилешки. Па гладен мост. И сега си још дома, така си фатил риби или не, собираш трскава. Ако не фатиш риби, кај идеш? У Не рибарници. фатиш риби, ништо, си викаш утре морам пак да дојам, дури не фатиш. Кога ќе фатиш една, веќе заврши светот, ти ишчеш од крастата, све е таман, малите ги пушташ, поголемите ги земаш, да си поштен према природа и општество. Јадичево го земаш и го клаваш овде вака на машинчето се малку. Не си у форма, а? Па не сум нешто, кога не сум бил на риби, вака шпулната малце. Па, имаш малце и сега го клаваш. Овдека да се руши, се да вардиш, да после на брза помош. Си го земаш ова, си викаш, сповај ти Господе, торбата, ранецот на тебе, сите работи и кучи. Може- И осеќаш се Значи, ние си изнашетавме, плавашни го видовме, цел Охрид го видовме, риби си изналовивме и сега дојде ред конечно да седнеме на шанк. Горан, добре дојде уште еднаш на шанкот во Инекс. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Многу ладно кај вас во Охрид. Да ти кажам право, и јас измрзнав. Ладно, човече. Ама Во знаеш во како? Скопје е супер. Не дека во Скопје е бе, подобро од немој Охрид, така. ама топличко е за разлика од Охрид. Дува покрај езеро. Да ти кажам право вака. Ако е ладно, добро е што е ладно. Ако е топло, добро е што е топло. Не чини да си ни ваму ни таму. Разбираш? Кажи ми, од рибите, мора да ми кажеш некој рибарски виц. Сигурно знаеш, ти си страствен. Рибар, познат си во Охрид по рибарењето, мора да ми кажеш некој рибарски виц. Јас знам ловџиски, Па, ама рибарски не знам. овој нешто беше од прилика вака сега ме фати само да се сетам. Ајде. Рече, имал некој така рибар и лажа. О, брат, рече, пред некој ден фатив 5 кила риби. А, бре, мој кад достави, кад не беше ми учи, кад фатив. После некој ден, о, брат, што фатив, крап, но. Ока, абе, века море, нема, не, вика, жими очи. И лажел, шо, лажел, не, олкав крап, олка риба, и вика, сад ќе ти брзиме раците. И так ми врзале раце, вака. Што ја, ајде, вика, сега. И брат, пред некој ден јас на риби, ко фати врече една рибе, на, око имаше. А, добар, на здравје. На здравје нека е. Да. Кажи ми, која е најголемата риба што си ја фатил во животот? Извадена насува или закачена? Извадена на суво, може. Па мислам дека е околу 6 кила крап. А не баш плашено, да. И то во рибник. Јас по принцип не ловам крап, ловам или скобал, бојник, или клен, или плашица, така. Повеќе сакам динамика, одам се движам по рекиве. И то ми е вака прави кеф, а не сум рибар од типот одам да фатам риба за да фатам риба, туку одам да се одморам. Те релаксира ловењето риби? Да, од една проста причина. Има пред доста време беше хит така сите нешто медитираат. Така, медитираат, ама заспиваат. Сега има и доктори за спиење, да знаеш. знам. И прочитав една интересна приказна, мислам дека беше кинеска, викат во исто време треба вика да си буден и во исто време вика треба да си релаксиран. Вика ми налети со вас како се пред. И научив една работа. Кој ќе фрлиш вика тапа на езеро, ти седиш, а мирен си скроз. Значи тотално си мирен. А во истото време си во тотално внимание, во пол фокус, а мирен, не вознемирен, чекаш да пропадне тапата. И така да уствари заради тоа одам. Заради тоа, за тренирање на тоа чувство. И тоа, како ти кажам, е, ајде, модерно да се изразам, зен. Тоа е, Тренирање карактер? брате, сега ќе земете или после, ама тука сум. Например, мене ми се случува кога снимам,
и да бидам во, така, условно кажано, во тие подрумски студија по 1 месец, 2, после ми треба кислород. И одам на кислород. Каде? Од Струшки дел таму према Ташмаруни, што тоа ми е најмирно и најдобро. Имам доста риба, нема многу гужва и се чувствувам, да ти кажам, многу пријатно. И некој пат имам потреба да се соединам со природата, затоа што го напуштивме тоа чувство. Имам и неколку кучиња своји, кои не се никој пат врзани на Синџир. Што кучиња имаш? Додж. Домача, обична џукела. Ја сега чекам шампонија с питбул. Не патаме со тие работи. Ама многу научив. И сега ќе ти раскажам една приказна за тие кучиња. Дојде Амали. И едното беше женско. Загревата скроз. Со братче, ја наранив и него, ама така се разболи и ветеринар викнав за машкото, ама ништо, не успеа да преживее, небитно не ја задржа. Помина време, се појави од нигде никаде еден загар. Домаќин човек ќе речем, сега за на крајот на приказната се најесна. И тој си ја доживуваше неако ко жена. И не и се, така си се спарија, направија све што треба. После некое време се окотија 6 кучиња. Што им правам на 6 кучиња? Има еден човек овчар таму кај мене. Имаме на викендница блиску. И доаѓа човекот, вика, многу ми се убави кучиња, да вика, дали, вика, може да земам. Викам, може, викам, слободно, си одбериш, викам, 3 кои сака, знам, викам, кај ќе оде, со овци ќе се, ќе ги храничко што знам. Добро. Ги зев. Едно кутале дадов таму во комшите мои, така си го зачува и 2 си задржав јас. И загаров го немате месец. Одам гледам да не го удрила кола и така натаму. Пак доаѓа овчарот. Абе му викам стрико, викам извини, викам да не го имаш видено, викам тој загор, како не рече горе кај мене. Шо пред викам? И чуват рече кучињата. Што збориш? Жими душа. Шо збориш бе му викаме брат? Да бе вика таму е. После месец дена дојде, се појави, ги вида оние 2 што се кај мене и пак се врати горе. Нели е гениално? Врв. Така? Гениално. И затоа реков, знаеш како, кога ќе го изгубиме секој контакт со природава, убаво е да се потсетиме на најобичниве суштества, животни што мислиме дека појма нема. Неверојатно, така има интелигенција на деца од 3 до 4 години, максимум што може да се, тоа сум го читал. Ама љубовта кон своето, Како не? извини молим те, тука можеме да учиме. Дали уживаш во популарноста првенствено? Малку ми е изместена таа приказна во однос на популарност, затоа кај го почнав муабетот. Добро. Драго ми е што ме сакаат луѓето. И знам зошто. Сум им дал нешто за мене бесценно. Не сум излажал ништо. Али постојат луѓе кои инсистираат, знаеш, веројатно затоа и малку ме чкрапа тоа, инсистираат на популарност, што за мене не е валидно. Мене ми рече еден драг пријател мој, рече, те има па те нема, ама кога те има, те има. Да, викам, затоа што тоа. Иначе во меѓувреме можев да правам едно, друго, трето, ама не сам. И ти има Бога ми? Фала му на Бога. Јас викам дека сум дал се од себе и ќе давам се од себе, ама ми има, да ти кажам, право од 93. Али не инсистирам да ми има. Ја лично сум израснат со тебе. Да. И во право си тоа што го кажуваш. Те има, пауза, па те има, па пауза. Да. Не би рекол дека те нема, повеќе би рекол пауза, да. па те има. Дали ти изморува патот релација со Охрид, Скопје, Охрид? Кога се појави неолиберализмот, дека ние мораме да бидеме индивидуи, да секој за себе да работи. Сакал или не, ти сам мора да работиш. Ама за кого? Ако е тет-а-тет, јас за тебе, за да ти ги задоволам твоите чувства и ти за мене да си ги задоволиме чувствата, апетити, финанси и така натаму, нема поента. Нема поента, но мене ми е важно. Ајде да направиме нешто и да уживаме сите. Колку едноставно. Ама мене не ми се свига. Добре, ќе направиме друго. И мене ова, ќе направиме друго. И живееме во свет на дуализам. Хочу, нечу, така, сакам, не сакам, али никој пат не гледаме дека нештото можеме да го земиме во предвид, како трета димензија. Да се ослободиме од дуализмот. И така да мислам дека маката не ми е заради тоа што не живеем во дуализам. Види,
Ја мислам дека искрено и маката ти е олесната малце, ради твоите ангажмани, заради тоа што сега патуваш колку 2 до 3 часа до Скопје. Да, Замисли да си бил еден ден ќе се сретнам на стража. А замисли да си бил популарен и да си патувал во времето на Југославија каде по 10 часа се патувал. Пред некој ден слушнав еден многу интересен муаве. Вика, ние во Македонија не можеме злато да видиме популарно. Знаете зашто? Во иста продавница ја купуваме на бурек. И секој пат ќе се сретнам. Со сите мои луѓе, пријатели, комшии. Те барат од рецепција. Да, ќе му се само да завршам, кажи. Бред Пит не оди да купи бурек. Не му носат бурек. Така да популарност кога е во прашање да речеме холивудски амерички принцип. Тоа е друга приказна. Тие се стварно бе брате популарни, тие се селебрити. Јас да бев селебрити или популарен кој што викаш ти, сега ќе се возевме на моја јахта. Види, ти си селебрити, си популарен. Значи децата те обожаваат. Администрација колку те обожава. Идол. Да. Идол. Да. Ма знаеш зашто е сето така? Ние сме луѓе, нација кои сме, ние сме добри луѓе. И ние знаеме да препознаеме кејф. И ние се поистоветуваме со позитивните работи, не само со негативните работи. Заради тоа тука ти е популарното. Нас сака да не трујат со негативни работи. Разбираш, тоа е тактика, тоа е билма, тоа од нека си тераат луѓето работа, тоа е нивна работа. Моја работа, јас како си ја сваќам мојата мисија да ти направам на душата кејф, седиш пред телевизор, не знам што си работел денеска, шалтери едно, друго, нервози, секако. Сакам кога ќе ме видиш, 5 минути ти ги направам да ти убав. Така е. Така, ако ќе видам пак деца, со таква љубов ме доживуваат. Искрена. Јас викам фала ти Господе што си ме дал на земја, во што можам вакво убаво нешто да направам. Па ќе кажам, значи мојата ќерка Исидора, Да. ти е фан. Најголем фан. Мене да ти кажам тоа така ми го полни срцево, ти викам имам за што живеам. Супер. Секој чест. Професионално. Професионално секој чест. Уживам за сите пари. И како да не поидам сега, така и да 100 пати ако треба ќе поидам. Само ми беше мавето, рече ти никогаш нема да просперираш во Охрид, Скопје е далеко. Златен викам, не, никој пат ништо викам далеко. Што е далеко? Сега и автопат кој ќе направат. Така. Тоа ќе видиме. Одиш, така ќе поидиш, ама знаеш што, ќе поседиш таму, се вратиш, така што, се возев 5 сати. 5 сати пред телевизор ќе ги одсеш. Така е. Да, вистина малку треба концентрација, сепак е пат. Со дупки, рече, како да стигнам до Охрида, ми прати ги дупки и не ќе стигнем. Само првите 30 километра, не? Така. После е ладно, после ќе се спуштиш до некоја полиција ќе те стопира и немаш проблем. Додуше да ти кажам право, јас сум внимателен возач, сериозно. Како што пишува 20, јас возам 50. Полиција те стопира? Како реагираат кој ќе те видат? Најправилно. Викам, ме сгрешив нешто? Селфи? Не направи. Да, речи, не смееме да се снимаме во униформи, вика ќе не казни. Викам, вие не направите лошо ништо. Да, викам, вие сте службени лица и тоа е супер. Луѓе играат низ цел свет на видеа, играат у униформа, не знам зашто би било проблем. We are not America. James Brown living in America, а? Кога амфитеатарот станува поле за надпревар на културите и народите или на втората најважна работа во животот, фудбалот, тогаш тој во новото време е повторно арена, но наречена стадион. А топката е онаа која ги распламтува и крева трибините, која го бодри духот и ги отвара грлата на цел глас во една песна, стих или слоган. Дресот има посебна приказна која продолжува заедно со предизвиците на туризмот. Повторно кај оние кои најдобро се грижат за неговата одржливост. Во времињата кога повеќе од било кога му е потребна поддршка од сите кои сонуваат да го видат и запознаат одблизу лицето на нашата земја и на она што го нуди светот. DMC Balkans, уште еднаш домакини, но од еден друг аспект. Од преес како гледам дресот на Манчестер Юнајтед, како дојде кај вас да има еден дрес од Манчестер Юнајтед? Дали сте фан или имате соработувано? Јас сум фан на друг клуб,
но Манчестер Юнайтед побара наши услуги за организација на Суперкупот во Македонија кој се одржа во 2017 во Реал Мадрид. После доста преговори, значи како што ви нагласив, ние нудиме квалитет, не нудиме ефтини производи. Тие го согледаат тоа и побараа да им бидеме официјален партнер за организација на Суперкупот. Ми беше чест да се запознам со сопственикот на компанијата, на фудбалскиот клуб Аврам Глейзер, со еден Погба, бев во контакти со Кристијано Роналдо, иако играше во Реал Мадрид, претходно беше во Манчестер Юнайтед. Тој ми е еден од најдобрите спомени кои ги имам во мојот живот, затоа што организацијата беше на високо ниво, добивме одлични препораки и Манчестер Юнайтед ми е врежан во меморијата. Кои туристи, односно кои земји би ги издвоиле како наједноставни за соработка и кои се оние кои што најмногу комплицираат? Комплицирани гости, па да ви кажам, ние сигурно има некои со побарување. Ние сакаме да работиме со сите. Значи, комплицираното за нас представува перфекционизам. Може да би знаете, нашето лого е, ние сме да Signature of Excellence, во превод печат на квалитетот. Значи, сакаме да понудиме квалитет. Имаме квалитетни гости кои доаѓаат од Сингапур, Тајван и Хонконг кои барат екстра квалитет. Високи можности за сместување, исхрана и слично. Најголемиот проблем ние го имаме во инфраструктурата. Значи на Балканот имаме проблем со патиштата и со дупките. Но морам да нагласам дека државата и допринесува за туризмот. Во моментов имаме субвенционирање на гости. Така да треба заедно со државата да направиме нов пакет на понуда на странските гости за да привлечеме уште повеќе гости. Пошто се разликувате од останатите туристички компании во Македонија? Нудиме само висок квалитет. Ние сме, може би знаете, ексклузивен партнер на Fly Dubai by Holidays. Нудиме пакети и за Дубај. Значи, со нас работат ексклузивни партнери кои бараат квалитет и ние мораме да го задржиме квалитетот. Не нудиме пакети кои се вон стандардите. Не нудиме нешто квалитетно. Која е најекзотичната дестинација која што вие нудите? Најекзотичната нудиме Бали, Виетнам, Индонезија, понудиме Дубај. Во моментов нудиме и прекрасниот Копалник. Значи нашата агенција во секој момент има соби во Копалник. И нудиме екстремно квалитетните хотели кои се наоѓаат во центар. Нудиме секогаш нешто поквалитетно и поинтересно за нашите клиенти. И кое место би го издвоили од сите места во светот? Бали. Лично. За мене лично Бали е едно место прекрасно кое мора да се посети. Има таква природа. Домаќините се прекрасни, храната е прекрасна, прекрасни води, прекрасни џунгли. Тоа е нешто што мора да се посети. Јас се надам дека оваа сезона ќе тргне на добро и дека ќе имате голем број на туристи. Се надам дека Охрид ќе биде исполнет до последното место и дека вие и понатаму ќе се ширите и ќе го ширите вашиот бизнис не само на исток, туку сега и на запад малце. Ви благодарам. Трече, ние ќе се потрудиме, бидејќи како што ви кажам, Охрид за мене е љубов. Ќе се потрудиме да се вратиме на старите патеки, да донесеме уште повеќе гости и да ја презентираме Македонија во најдобро светло. Јас сум сигурен дека со мојот тим ќе продолжам да ја презентирам Македонија како и претходно и да донесам уште повеќе гости во Република Македонија. Ти имаш платено вредано на прво место за овој дуќан треба за масажа? Како немам, па прва работа што правиме, плаќаме данок. Ти задаваш лекцијага и после мисле сите документи да ја проверя да видат дали имаш платено данок. Да, Море, потрова е бил, коски ми скрси. Грчките филозофи, проучувајќи го светот околу себе,
откриле дека законитостите за складност и убавина имаат математичко потекло. Пропорцијата на златниот пресек, пронајдена во природата и во мерките на човечкото тело, се наметнала како основа за пропорциите на храмовите. Подоцна, тој се вдомува во параметрите на архитектурата, нејзината симетрија, форма, складност и уникатност. Златниот пресек е плод на совршенството на природата, вткаено во нишките на ДНК структурата, во симетријата на сакето на пчелите, во ткаенината на пајажината и крилата на пеперутките, во структурата на снегулките и формата на цветовите, во идеалниот пресек на човечкото тело во кругот на Да Винчи. Златниот пресек е убавината која не обкружува, која не стаписува. Охрид е самиот еден златен пресек, град, езерска потковица. Аманет на една градителска уметност, во чии одајчиња човечката рака пробува да го достигне идеалот на природата, ковајки го во сребро, злато и платина, украсени со бисери и скапоцени камења. Кога овој скапоцен мастрав е во рацете на уметникот, тој станува филигран, во кој повторно се лови кова и гланца, токму златниот пресек. Во денешната емисија ќе се запознаеме со мајсторијата на изработка на еден од врвните македонски уметнички дела, а тоа е филигранството. Повторно сме кај филеви и тие ќе ни објаснат од кога потекнува, од кога почнале да го изработуваат, но пред се добар ден. Како сте? Добар ден, мој почитување, добро. Благодарам што ни гостувате повторно во нашата работилница. Многу ме интересира од кога почнува филигранството, изработката на, тоест уметноста на обработка на метали. Една кратка историја, потоа ќе ми кажете и од кога почнувате и вие со изработка. Така, како е охридскиот бисер, така и филигранот е етаблиран во најбитните занаети на Македонија кои ја презентираат културата на секаде ширум светот со производите кои се изработуваат. Филигранот како занает или уметност би рекол јас, тоа е еден специјален момент на танцот, на вештите раце со луѓето под магијата на огнот. Но Македонија е богата со историја на секој камен, така да за филигранот имаме релевантни показатели од артефактите кои датираат уште пред 3500 години. Пронајдени се филигрански елементи или зачетот на филигранот на различни орнаменти и различен накид. Тоа се бубреџињата, односно перечињата. Тоа можете да го видите тука. Значи тоа е еден основен елемент кој се наоѓа на нашите територии. Значи Македонија започнува со филигран уште 3500 години од денешното постоење. И секако филигранот како сите занаети еволуираат во различни периоди и фази. Имаме нормално и средновековен филигран, но се базираме ние на модерниот филигран кој после Втората светска војна зазема поголем замав, односно се појавуваат повеќе школи и во Македонија и низ Југославија. Но ние сега зборуваме прецизно за македонскиот филигран и за нашите школи и зачетоци и мајсториите кои се основоположници на оваа прекрасна уметност и овој прекрасен производ кој се работи со специјална љубов и со специјални чувства. Не можам да останам равнодушен од тоа како со пинцетата ги фаќате и најситните делови, со која леснотија ги фаќате. Да. Тоа ми е и следното прашање, колку време е потребно за да се совлада оваа мајсторија? Колку време се учи и колку време е потребно за еден да се нарече дека е мајстор на филигранство? Да, предизвикот на секој занает е огромен. Прво е потребна голема љубов, голема посветеност, голема толеранција на самиот себе, да се дотрае, да се издржи, да се влезе во овие тајни. Секој занет има тајни, секако како и охридскиот бисер што има рецептата, така и филигранот има своји финеси, односно многу е битно мајсторот кој ќе ве изучува, да ги покаже сите финеси и самите после вие низ работата и искуството ќе стекнете рутината и се она што е проследено со љубов ќе влијае и на самиот производ кој ќе ги плени сите вкусеви. Каде вие научивте? Да, почетоците во семејството Филеви за филигранот покрај бисерот се пројави уште во 70-тите години, исто така мојот татко и чичко има афинитет и го изучија во тоа време. Јас на мојата 18 годишна возраст во 1998 година бев ученик на Призренската школа, каде што научив доста техники
и потоа се доусовршив секако во Македонија, кај познатиот македонски филигранист Александар Милев Баки. Така да купував, односно учев од повеќе мајстори, од повеќе сегменти, но моето искуство секогаш ме носи до една констатација да секојдневно се учи, се изучува и се стекнува некаква вештина и искуство. Додека не се добие идеален производ, а идеален производ не постои, него постои само она што како инспирација заедно со вештите раце и прекрасната жица од благородниот метал среброто ќе те донеси до некаква форма и дизајн. Дали има нешто по кое што обичниот граѓанин би можел да раздвои едно оригинално филигранско уметничко дело од оние фейк копии кои што нели се продаваат на големо? Секако, денешната технологија овозможува со помош на машините и другите технички помагала да се создадат и копии на брендираните производи, како и за бисерите, така и за филигранот. Тоа се пресликува и се штанца, но тој што го знае како изгледа вистинскиот производ, ќе го осети одма и визуелно и од секаков аспект, бидејќи нема да има таа рачна префинетост и нема да изгледа, значи секоја копија е бледа слика на оригиналот. Тука апсолутно. А денес имаме епидемија на пиратерија каде што ево нажалост овие брендови се соочуваат за брз профит. Апсолутно тука не гледаме на рушењето на културата, традицијата, лажењето на туристите, а тоа е све еднократно. Секогаш вистината излегува на пиедестал, односно на виделина. Ја забележа фалката онда. Колку време е потребно да се изработи една така? Така, секој производ, значи филигранот е една градација, односно еден склоп на сребрени елементи кои се поврзуваат и нормално под пламенот, под огнениот пламен се модифицираат, односно се носат до едно ниво каде можеме да креираме, односно правиме различни модели. Ево се вака видите, една магија, како танцот на огнот ќе направи една имагинација на среброто, ќе го претвори во топка. Видите? Видете топката. На колку степени работи ова? Така, значи на колку се 600 забава? степени. Има и варијации каде што се намалува термостабилност, односно се градуира на 120, 30, 300, зависно од потребата, зависи од кој елемент ние го правиме, креираме. Сега, како што спомнавте, колку време е потребно, секој производ има различно време, значи многу е битно да не се брза, се да биде прецизно, хируршки направено, пошто филиграно така и можам да го сврстам, со огромна прецизност и трпеливост, така да за еден прстен како овај, со една рутина, некаде околу час и половина, да речеме. Зависи од концептот на прстенот, може, побрзо може и погасно, значи све е врзано, а овие се веќе посложени изработки, каде што треба поголемо внимание и овие се меѓу ден и три. Значи се работи за помонументални работи, но секој производ од филигранот е вреден. Значи тука мораме да потенцираме. Се е уникатно, се е интересно и секако секој мајстор си има свој стил, свој препознатив жик, што би рекол, и символ на неговиот производ. Така да ние секако како производители прво и примерно на охридскиот бисер, секундарно брендот филигранскиот занает го вклопивме да биде две традиции во едно, бидејќи природно си припаѓаат едно со друго бисерот и филигранот, кога ќе го создадеме бисерот како бисер, секако тој мора да се вклопи со некој благороден метал. И така да јас овој занает со љубов го изучив и го практикувам во еден спој на две традиции за да добиеме еден компактен елемент бисер и филигран, символот на Охрид и Македонија. Кога би бил одговорен градоначалник Да. за Охрид и за Охридското езеро, што би променил? Што би направил? Што би променил? Прво, значи можда е малку
утопија се тоа што ќе ти го кажам, а мислам дека е возможно. Охрид не е град кој не може да капацитира. Мислам дека недостатува малку квалитетен колективен ум и недостатува чувство за заедништво. Тоа е на чувство за заедништво, ама тоа е на генерално ниво. А доколку би имал моќ, така, што би ја дефинирал можда не финансиски, туку поиќе на разум. Навистина треба да се направи нешто што е екстремно плански. Значи да не се наруши никако природата. Никако. Зашто не сме ние господари нејзе. Да се намали алчноста околу потребата да ги мијам нозете во езеро, а законот вика не треба да ги миеш нозете во езеро. Ако евентуално така потребата да бидеме дел од УНЕСКО и треба да биде тоа се по пропис и треба да се урне, да, ама треба да се платат луѓето кои инвестираат. Ти инвестирале. Тоа е факт. Некој им дозволил? Именно. Значи, кој дозволил, кои биле тие инспекции што дошле, што им дозволиле и сето ланчано да се фати. А тоа е невозможна мисија. Да тргнеш да го корениш од старт е невозможна мисија, ме разбираш? Така да некако приказната ми е сгрешена во старт. Но, доколку некој, например, зедека во Грција 17 милиарди евра пред некој време, ние не добивме ништо заради нешто. Но ако дојде некој кој многу, ето, така не сака и не вика, супер, вие сте рај, така, окей, дај. Ние сме мала земја, така, ние сме млада држава. Ние не можеме да живееме со крупни капитали. Нема да знаеме што да правиме со 17 милиони, со 17 милиарди. Имаат умни глави, ќе кажа. Верувај. Верувам. Само да не се алчни. Верувам. Да не полниме швајцарските банки. Небитно. Решение има. Така. Така. Ние во однос така на крупниот капитал сме ни децимала. Ова се решава. Може да се реши. Но ние доколку би тргнале сами како град, ќе се отепаме. Така, Охрид живее, така, угостителски објекти. И што да прават луѓето? Мора да живеат некако. Имаш работи, да ги платиш едно, друго и така натаму, и така натаму. Најлесно е да го заколеш и да го удриш по глава. Пуф! Нема. Ево, корона, криза, така. Луѓето стагнира не знам колку години, паднат им се по Како не знам колку проценти назад работите. Во овој контекст мислам дека секогаш од ништо може да се направи нешто, а камоли од нешто да се направи нешто. Холивуд ни наметне на друга приказна дека идеалите се многу важни и треба да имате суперхерои. Тоа е нивната култура. Тоа се факти. Ти ќе си измислати Супермен и Спајдермен и ќе ти продаде Кока-кола, Пепси, Мепси, едно друго све. И тоа ќе ја пиеш и ќе ја уживаш. И без шекер плюс. Без шекер со аспартам, но проблема. Од преска ми кашлаш, извини, морам да те прекинам. Корона имам. Ле. А за... Дај да видиме дали има стварно корона. Да Каде? пробаме да видиме што Да се вкус тестирам? има. Чекај. Што е тоа? Манго. Пиперка. Пиперка. Може да продолжиме понатам. Чекај. Ајде да видиме. Пробај. Браво. А ја ти муавет правим. Да. Ама сега имаме ново нешто за тебе. Шо е? Брускети од тиквица, кашкавал, гледам овде мандарина. Многу има. Малка. Ама мандарина ме буни малку. Дали си гурман, кажи? Сум, да. Што сакаш да јадеш? Све. Све сакам да јадам, реално. Не можам да ти речам, види, јас ова јадам, ова не јадам. Сакам тиквици. Па не, мора нешто да преферираш. Зеленчук, Не бре месо. што би рекле србите, воќе, поврќе. Месо домашно. Месо домашно? Месо домашно. Знаеш да готвиш? Да. Шо направи? Што сакаш? Не знам. Не знам, имам Што знаеш да завршено готвиш? курс по макробиотика исто. Соја. Соја шницли. Лошо влијае на тестостерон. Да, знам. Да, крва естроген. Ама не ова соја, вистинска соја. Туку ова соја што ни ја продаваат, не знам. Нема Шницли? везе с мозгот. Не битно. Шницли, тоа е. Тото пувки си. Соја пувки. Нема. Кај ќе јадиш соја покрај ова убајна имаш езеро со рибчиња, имаш зеленчук, сегде ти расте, овој. Па добро се, види. Па мора нешто да одвоиш.
вртиш околу, ама не кажуваш конкретно, например, месо, што конкретно сакаш да сготвиш ти, што ти е Што сакам да специјалност. сготвам? Да, што ти е специјалност. Абе, специјалност не ми е ништо, јас не сум кувар, искрено да ти кажам, ама сакам да клам ребро во фурна, например. Да си ми жив и здрав. Или не така? Охриѓанец и ребро во фурна? Бе, јас не сум по охриѓанец реален, вистински, јас не сум ни по мајка, ни по татко од Охрид. Само сум кај си? роден, значи аз ли охриѓанец? Ти си роден од Охрид? Јас сум во Потекло? Охрид роден. Мајка ми покојна Београѓанка, татко ми Прилепче. Теги Извини, молим те, ребрата. Гено. Прилеп. Србија нема. Ребарца мора да. Да, бе, знаеш како, сите мислат охриѓани, сега ако си охриѓанец, јас се осеќам како охриѓанец за сите пари. Демек, риба. Не е рибата специјалитет охридски. Тоа е сериозна скопска поварувачка. Гарант. Не. Значи искрено јас сум уживал до сега и од сега па натаму во Вујнекс Горица. Јас поќе ако ме прашаш за риба, тоа е друга работа, значи како е сготвено, што е сготвено, тоа е друго. Треба да си мајстор. Реално, тоа е. Популарноста е секогаш поврзана со егото, демек, леле, брате, види, сега мене, знаеш, ме гледа на телевизија, сум популарен, па сега, вау, кој знае што ќе се деси. Не може ништо да се деси. Кога сме ке популарност, јас сум еден од почитувачите на ликот и на делото на инспектор Томе. Како успеа да го доловиш инспектор Томе? Тоа сите ги интересира. Сега ќе ти кажам. На еден кастинг имав неколку кастинзи и кастинг како кастинг, така, и самата продукција и главниот режисер на продукцијата трага, бара што и како, и ме викна еднаш, два пати, три пати, така, па едно време бев во опција, па после не бев во опција и небитно. И во еден момент само прашав, извините, реков, овој инспекторов од кај е? Па од Ресен. Добро, реков. И пошто влегувавме во нов серијал, сепак така, се почитуваат одредени параметри кои се замислени како концептуално, како драматуршки, режисерски, продукциско, организационо. И викам, јас извините, викам, јас го доживувам овој човек вака и вака. Дали е проблем да тераме на дијалект? Викам, кој е близок до таму, е поблиску до Охрид, отколку до Ресен, реално, дијалект, ама демек зошто би се зборувал во Ресен? Викам, нормално од село, тој и тоа, од Охрид се преселил во Ресен. Не, викам, тоа ништо спорно во однос на неговата биографија. Зошто би било сето тоа така? Викам, па затоа што, викам, го чувствувам интензивно и можам, викам, да го направам да е сериозен придонес кон серијалот. Слободно повели. И тогаш му ја репетира ташната и ме разбираш, тргна, така, ние сите бевме возбудени, така, севте, правиме серијал, прва сезона и са како ќе ја гледаат луѓето, така, сите, од продукција до секој ден аж до крај. И сето тоа доби на нешто што е вистинска вредност. Во предспав сите до еден, колеги, се сите различни. Толку е неблагодарно, пошто јас сум во барата. И јас сум и жабата, и рибата, и китот, и све. Неблагодарно е да речам дека во барава би требало само китови да има, или само жаби да има, или само риби да има, сите треба да се таму. И секој си ја врши својата функција апсолутно. И тука ќе заврши приказната. Затоа што пак ќе се вратиме през кога ти правев на Шанко Моеве за дуализам. Не сакам like or not like. А то ми го плакаја мамето овие фраерчинава, лайк, не лайк, не лайк. Што поќе лако имеш, то по фраер си. Дислайк. Безлатен, тоа е фина закачка. Така да, најлесно е да речиш, ова го неќе, ова го сака. А срциња кога ти става? Каде? Некаде. Немам ни Facebook, Немаш? Ништо, ни Инстаграм, ни ништо. Ја само на телевизијата пратам. Па тоа ми е работа. Да. Што би им препорачал на гледачите? Кратка порака и смисла? завршуваме. Па, како да го живеат својот живот? О, да, како да си го живеат. Знаеш како? Секој живее во различни околности, си тера различни околности и единствено што мислам дека јас можам само да им посакам, не да им кажам како. Да си го најдат мирот, што е најскапоцена дар, ако знаеш да си го најдеш мирот. Мирот ќе го најдеш ако знаеш дека да е да, не е не. Да не се плашат да кажат ништо од она што е вистина. Ништо друго во животот нема да остане освен сеќавање. И нека си живеат
Да си ми жив и здрав. и да не се плашат од ништо, така да тоа би го посакал, затоа што мислам дека ако си мирен, ако си орайт, им пружаш на луѓето љубов, знаеш, обично ние многу сакаме да ни даат. Дај ти, значи ако се вратат дупло. Рака што дават не се сушити. Амин. Амин. Моето семејство е извор на мојата радост. И свежо подготвената храна, вкусно, свежо, печено пиле. За среќно семејство. Ајде да славиме. Конечно наше. Јона пиле. Милениумска традиција. Скопско виногорие. Да одјавиме оваа емисија, понатаму што ќе имало следната, Да видиме. да видиме, а? Почитувани, баш ми беше драго. Ја видовте една од најубавите емисии снимани во Охрид. Ви посакувам пријатен ден, вечер или веќе што и да е. И останете среќни и здрави. Фала и кај рад. Dok se sunce zemlji smije, slušam tebe